Јас сум иначе повеќе кратен крводарител, имам повеќе од 60 пати дадено крв. Ме потикна повеќе ради тоа што пред недела дена бев непосреден учесник на маршот Борис Трајковски, така да ми причинува посебно задоволство и овој пат што давам, а посебно сакам да потенцирам, сакам да го следи мојот пат исто, мојот син, кој исто така да продолжи по моите стапки и понатаму, да биде редовен крводарител, нормално здраве со Господ напред, така да тоа е нешто посебно чувство, не може да се опише, само треба да се доживее. Значи денеска се дојде во Струмица, Црвениот крст на Република Македонија во соработка со Општинската организација на Црвен крст Струмица по 9-ти пат ја организира традиционалната крвителска акција Борис Трајковски. Значи во чест на трагичното загинување од председател на Република Македонија Борис Трајковски, во знак на една добра соработка со председателот Трајковски, како голем достоинственик, хуманист и крводарител, во негова чест значи организираме оваа акција и планираме да продолжи, значи прво беше меморијална, сега се организира како традиционална и е во редот на нашите календарски активности. Секоја година ќе организираме оваа акција, каде што голем број на хумани луѓе, хуманисти и граѓани се јавуваат на оваа акција и во негова чест даруваат крв. Прво да кажам дека генерално во Македонија, значи во 2011 година, од планираните 55.000 единици крв, значи реализирани се 55.737 единици или планските обврски се исполнени со 101%. Генерално, крвителството Република Македонија е најсилната страна и ние сме како национално друштво едни од најдобрите во регионот, целокупно во комплетната организација во крводарителство. Има национална програма за крводарителство, поддржана од Министерството за здравство, иначе традиционален партнер ни е Институтот за трансфузионална медицина од Скопје, со кој работиме според годишен интегрален план и сите крвителски акции се организираат во рамките на тој план. Струмица е не е во водечките, значи во крводарителство, меѓутоа секогаш приближно ги исполнува планските обврски. Во последните неколку години нивните обврски исполнуваат со 80-90%, меѓутоа со оглед на состојбите во државата, мислам дека сепак сите планирани акции што се на територијата на Струмица и новите општини што гравитираат околу Струмица се реализираат. Денешната крводарителска акција е традиционална доброволна крводарителска акција која што ја организираме во чест и спомен на трагично загинатиот претседател на Република Македонија и наш сограѓанин Борис Трајковски. Акцијата е организирана од страна на Општинската организација на Црвен крст од Струмица, Црвениот крст на Република Македонија и Клубот на крводарители од Струмица. Акцијата се реализира во просториите на Општинската организација на Црвен крст од Струмица од страна на екипа од Службата за трансфузионална медицина од Струмица. Председателот Борис Трајковски беше голем хуманист, човек кој што својата љубов и добрина ја покажуваше во секој момент. Тој ги сакаше луѓето, а своето благородно срце го искажуваше и преку чинот на дарување крв. Тој беше редовен крводарител, така да преку дарувањето на крв сакаше да им помага на луѓето, да им подари насмевка и среќа на нивните лица, да им подари здравје и живот. Крводарителите се скромни луѓе кои што тивко поминуваат покрај нас, не зборувајќи за своите дела, за тоа колку луѓе имаат спасено и за тоа на колку луѓе им го имаат подобрено здравјето и им го имаат сочувано здравјето. Токму еден таков човек беше и крводарителот Борис Трајковски, кој што преку дарувањето на крв сакаше да ја сподели грижата со болните, да им подари чувство дека не се сами, дека во секој миг некој се грижи за нив и мисли на нивното здравје. Токму такви се и сите крводарители од нашата општина, кои што секојдневно доаѓаат во нашата служба и даруваат крв, а такви се и крводарителите кои што денес дојдоа да подарат дел од својата драгоцена течност, на еден начин уште еднаш да помогнат на болните и на повредените, а преку чинот на дарување на крв исто така да му одадат почит на ликот и делото на трагично загинатиот претседател на Република Македонија Борис Трајковски. Исто така сакам да напоменам дека луѓето секојдневно подаруваат многу нешта. Меѓутоа, да се подари дел од себе и тоа на некој што не се познава, сигурно дека представува највисок чин на хуманост и солидарност која што може да ја покаже еден човек.
Токму поради тоа, бесценета е благородноста, љубовта, добрината, хуманоста на сите наши крводарители. Токму поради тоа, председателот Борис Трајковски засекогаш ќе биде запаметен како голем хуманист, како човек со големо и благородно срце.